Господја Авировиќ, во потполно се согласувам дека деловникот е навистина прекршен и всушност и дека овој предложен закон е неуставен. Патем злоупотребено е и европското знаменце, неговото користење. Еве се ситни трикови кои што се случуваат овде во собранието. Всушност преку тоа европско знаменце се има обид да се излаже македонската јавност. На тој начин се дава до знак дека во голема мера и се подценува македонските граѓани и македонската јавност. Цело време се збореше за инклузивност, потреба од инклузивност, од потреба од дебата, а во исто време се бега таа дебата. Па и за овој јазик, како што всушност од се бега. Најмалку во Македонија во моментов има дебата. Заради тоа што таа дебата некому не му е потребна, ама полна му е устата со инклузивноста и со дебатата. Патем, единственото можно решение на кое што повикува академската јавност покрај дебатата е повлекување на законот и отварање на јавна расправа за потребата и начинот од изготвување на нов текст за закон за користење на езиците. Тоа е и од скромно и од Македонската академија и од Институтот за македонски јазик и од сите интелектуалци во Македонија. Меѓутоа, тие зборови не допираат до поднесувачите на законот. Мотивите се очигледни. Предизборен договор, повторно некој сценарио, слично како во декември минатата година, повторно со измама и со лажење на јавност и на гласачите. Сега, за потребите на ДУИ да ги сокрие неспособностите во работењето на нивните градоначалници, а потребата пак на СДСМ да се доближи до албанските гласачи, се нуди законот со цел да се поигра со чувствата на албанските граѓани, а во исто време да бидат и злоупотребени. Сега за државотворците да ги подсетам. Со овој закон се газат темелите на македонската држава и декларацијата на АСНУМ, каде што е дефинирано кој е државен јазик во Република Македонија, македонскиот јазик. Да ги подсетам дека токму тие го променија и знамето, да ги подсетам дека токму тие го променија името во ФИРОМ, да ги подсетам дека тие ја променија територијалната поделба на државата, дека со подпишување на договорот за добрососедство ја избриша и македонската историја. Законот за употреба на јазиците на тема на дневен ред. Тоа е целта. Благодарам. Авировиќ Владанка, контрареплика. Благодарам и вас.